Митко Чавков почна да го растора МВР, Оливер Спасовски го дорастори. Директорот Чавков бил во Струмица. Крикот на војната он не го осетил. И доаѓа во МВР после Бродец и е началник на организиран криминал. Да после одредено време станува шеф над мене, што јас немам никаков проблем. Тие непријатели кои ја ги направи луѓе, за да мене ми ја скратат мојта и да изиграваат некои фактори, тие ме нападнат дека јас сум крадел кашкавал. Јас ако правам нешто, командант ќе правам станови и дуќани, а не. А лично може со на Чавков керкамо да се видиме, ја да и кажам што татко и направил. Бидејќи он има бизниси, јас немам. Нека го некој праша хеликоптерот на МВР што падна во Струмица. Кој е крив? Погинаа 4 пилота, 10 милиона хеликоптер, кој не можеш да го купиш, чекаш наред со години за да го купиш, а сега и не можеш да го купиш со комплетна опрема од Израел. И нема никакви консеквенции. Не бев јас директор, беше Митко Чавков. Дали нешто му фалеше на Митко Чавков? Бидејќи екипата што ме нападна кај Мијалков, а он ја водеше, ме направија дека сум лопов, дека сум месташ на тент, дека крадам кашкавали од кујна. Али, моја среќа, сите разговори што Антонио бил кај Гордана, кај Радникот, кај Мијалков, секоја точка ми е запишано ја што сум прашал, што одговориле. Селата, тој земјотрес тогаш во единиците, Мијалков го сопре, затоа што ги врати луѓето. И тие луѓе ден денеска се во ЕБР. И тоа високи старишини.